Един въпрос от наш гледач, Иван Колев от София, пита дали изградбата на паневропейският коридор 8 пречи на статуквото во регионот. Не изградбата пречи. Не изградбата на коридор 8 е стратешки, одбранбено, економски и во секоја смисла на зборот проблем за кој се одговорни политичките елити во земја. И пред се сега, нели веќе 2 години, една лопата земја не е фрлена за да може да се воспостави тој коридор 8. Коридор 8 е одбранбена обврска на Македонија, исто така заради тоа што така се поврзува јужното крило на НАТО. Економски, да не правиме муабет за економски. Албанските пристаништа, Црно море, поврзувањето, Македонија може само да биде да профитира во секоја смисла на зборот ако тој коридор 8 се изгради. Се гледа значењето на коридор 8 и од интересот и на британската влада, како што знаете, минатата година беше случен некој договор од кој не гледаме никакво помрднување од тој момент на соопштување на тие намери, не знам дали некој договор е подпишан и до кое ниво е стигнато, 6 милиарди евра би дала британската влада, британските даночни обврзници би вложиле, би инвестирале, се разбира, тоа е и економски исплатлив бизнис, тоа е инвестиција, не е подарок. Меѓутоа, нешто што ќе и даде на земјава голем поттик, економски, стратешки и инфраструктурен. Така што мојот одговор е пречи неизградувањето на коридор 8, впрочем, и самиот подкаст се вика така, што дополнително е индикатор дека ова е многу значајна работа. Знаете ли, ако не беше нашиот подкаст, сигурно ние имаме веќе 800.000, не помня колку гледања за годините. Това означава 800.000 пъти барем някой е слушал името Коридор 8. Не на подкаста, името на Коридор 8 е влезнало 800.000 пъти в ушите на хората. Най-малко. А и много пъти се показвало и като предложение за видео и са го читали Коридор 8, Коридор 8. Но истината е, че когато го правихме това име, дойде от идеята ми, че Коридор 8 е нещо, дето ем го има, ем го нема. Има го като абстрактната идея, но малко като Годо, който го чекаме. Ама дали Годо ке дойде? Нали, като онази пиеса на Бекет, в очакване на Годо. Извонредна паралела, да, управо сте. Знаете што, Македонија нема пристап на море. И коридорите, било да се 8 или 10, 10D и така натаму, инфраструктурата, патната инфраструктура, поврзувањето, всушност и даваат значај на државата која нема пристап на море. Се разбира и да има пристап на море ако нема добра инфраструктура, што и вреди тоа. Така што мислам дека е многу наивно да се верува дека Коридор 8 може. А знаете што, имаше еден политички лидер кој сега е во власта, коалиционен партнер, кој за Коридор 8 кажа дека е всушност вовед во формирање на Илирида. Да, и тоа го кажа од јавна говорница, дека тоа е вовед во формирање на голема Албанија, дека тоа е голем, многу проблематичен проект и дека е добро да не се дозволи да се спроведе тој проект Коридор 8. Така што не сакам сега да го кажувам по име и презиме, не е ни толку многу значајн ако веќе размислуваме. Меѓутоа е слика за тоа дека во Македонија има луѓе кои отворено се против Коридор 8 и кои го придаваат на одредени лажни наративи кои предизвикуваат страф и омраза кај луѓето. И тоа е голем проблем.
и се разбира дека коридор 8 треба да биде приоритет на приоритетите и политички и стопански во земјава, и бидејќи ако не се направи тоа, тогаш ние ќе имаме во овој свет во кој поврзувањето е клучот на успехот и на благосостојбата, нема да го имаме тоа, едноставно ќе тонеме понатаму во сиромаштија и во изолација. А кога ќе кажете, знаете, коридор 8 е вовед во Велика Албанија, не, напротив, вовед во распаѓање на системот, не сакам да одам во тие другите, нели, да им играм на рака на тие наративи, меѓутоа распаѓањето на системот, распаѓањето на економијата, поларизацијата и поделбата, сегрегацијата на луѓето во една земја или во едно општество доаѓа токму поради неповрзувањето. Не може со поврзување вие да предизвикате негативен тренд или негативен процес. Можете само позитивен да предизвикате.